видовме рекламите, а ние се враќаме назад во студиото. За вие кои што подоцна се вклучивте на МТМ, со мене во студиото во Колосек интервју е Давид Темелков. Давид, со кого имаш најмногу желба да соработуваш од твоите колеги, постари колеги? Со кого имам желба? Со Тодни Цетински, еве веќе почна да соработуваш, нели? Да. Искрено би сакал многу да ги запознам Парни Ваљак. Се надам дека набрзо ќе имам можност да... Многу ми е криво што на забавата по концертот на Тони беа присутни Парни Ваљак на забавата, а јас не знаев. И со Аки сме се разминале. Баш Аки му рекол на Тони: "Абе, го видов малиот Давид, помина покрај мене." А јас не го видов. И после ми беше навистина ужасно жал што немав можност да го запознам, но верувам дека ќе имам прилика, затоа што имав огромна желба да се запознам со Калиопи. Многу често ми се случуваше да сакам да ја пишам порака, а да не знам што да ја пишам. Да го држам телефонот пред спиење во рака и да сакам да ја напишам порака, но не можев да ја склопам содржината на пораката. И си реков: "Ај, почекај, Давид, ќе дојде право време." Тоа време се случи. Тоа се случи на X Factor во фазата Judges House, каде што бевме во домот на Александра, а Калиопи беше специјална гостинка, помошник во одлуката на Александра. Кога ја видов Калиопи, навистина ми се одзема здивот и... Ти затрепери ли гласот тогаш кога пееше пред Калиопи? Не. Во ниеден момент не почувствував трема и притисок што настапувам токму пред Калиопи. Почувствував олеснување и почувствував како да ја знам многу време. Било, да. Како да ја знам од порано и како да ми олесна што е токму таа во да кажам, во жирито. И ќе бидам искрен. Кога пеев се чувствував како да ме грее сонце. Најискрено ти кажувам. Не правам лице, не измислувам. Навистина не чувствував никаков притисок, никаква трема. Едноставно едва и чекав да дојде мојот ред и додека седев тупкав и чекав да дојде мојот ред да го земам микрофонот и да отпеам токму на Калиопи. И таа песна ја посветив токму неа. Така, добро. Кога сме некаде надвор од границите на Република Македонија, кога ќе видиме некој македонец, многу подобро се чувствуваме, исто како што кажа и ти, како сонце да те огреало. Да. Истото чувство си го имал и ти исто така. Тоа е точно. Така, ајде да го погледнеме и следниот настап, а потоа ќе се вратиме за да го прокоментираме. А песната која ќе ја погледнеме е токму од нашата Калиопи. Така. Песната Црно и бело. Ајде да ја погледнеме. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that built our dreams, yet slips away from us? Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Oh.
Се враќаме во студиото. Давид, ова беше твојот прв лайв настап. Да, Да го прокоментираме. првиот лайв настап. Моментите пред да искочам, не си го чувствував грлото, не си ги чувствував у нозете. Бидејќи да, во студиото имаше 400-500 луѓе, но позади камерите беше цел Балкан. Околу 15 милиони луѓе. Барем така, статистиките покажуваат дека е толкава гледаноста на X Factor. Грлото ми се исуши, каде што во првите неколку зборови едва ги изговорив и потоа си реков стоп. Треба да пееш, не да се плашиш. И атмосферата во студиото по настапот беше да кажам огнена, бидејќи поинако е чувството кога пееш во живо и кога луѓето те доживуваат во живо, а многу е поинако кога таа снимка поминува низ преработки за да стигне на телевизија и на YouTube, бидејќи не е исто чувството. Јас мислам дека не е ни 15% ефектот тој кој е во живо, затоа и имаше убав, да кажам, настапот остави убави последици. Во студиото публиката беше на нозе цело време и тој настап и последиците од тој настап ми даде една позитивна енергија и само доверба да продолжам да бидам се подобар и подобар во секој нареден лайф и да не дозволам тремата, таа негативна трема да ме кочи, бидејќи таа трема и тој страф е само илузија, не постои. И тогаш треба да се соочиш сам со себе и да разграничиш сам со себе зашто пееш. Дали пееш за да се надпреваруваш со останатите пејачи, да им покажеш дека си подобар од нив, или пееш од љубов. Доколку пееш за да се покажеш и да им покажеш колку си ти добар, тремата ќе те уништи. Притисокот од тие размислувања може само да ти штети, а доколку пееш од љубов да им покажеш на луѓето дека навистина го сакаш тоа и навистина сакаш да им споделиш позитивна енергија и позитивни вибрации со љубов, тогаш единствено можеш да имаш само позитивна трема, возбуда и еуфорија кои можат да те направат само подобар, затоа што кога ги чувствуваш тие работи, тој адреналин што ќе те понесе, не размислуваш дали те гласот засипнат, не размислуваш дали си гладен, дали си жеден, не размислуваш пред кого пееш, едноставно си ти влезен во некоја друга димензија и само пееш. И само пееш. И тогаш ти пее душата и ти пее срцето, а гласот е само посредник да го реализира тоа. Така. А кој настап најмногу ти се допадна од твоите настапи? Кој настап Од кој си најмногу се допадна? задоволен? Па, секој настап ми е подеднакво драг. Би го издвоил настапот кога ја изведував композицијата Едина од Тоше Проески, бидејќи тој беше настапот кој ја направи комуникацијата моја со Тони Цетински. Бидејќи токму по тој настап господинот Тони ми прати порака во која пишуваше тоа што пишуваше, дека сака да ме запозна и дека не очекувал дека јас ќе отпеам така и дека имаше доста интервјуа во кои што тој изјави тоа што го мисли и тоа што го чувствува према мене. Така. Навистина ми е посебно драго што е тоа така. Да, тоа е тој настап, бидејќи кога ме праша водителката Антонија што би скоментирал, навистина во главата имав една бела слика и не знаев што да ја одговорам. Не знаев што да ја одговорам.
Пред настапот чувствував некој притисок, бидејќи наистина не е лесно да се пее песна од Тоше, но пак треба тука да разграничиш сам со себе. Бидејќи сум сигурен дека Тоше би бил горд што ние ги пееме неговите песни, бидејќи доколку никој не се дрзне и не се осуди да ги пее неговите песни, полека би избледувале. Мислам, би изгледувале. Може би по години и години. Но мислам дека и Тоше би бил горд доколку ние ги пееме неговите песни од срце и од душа, а не ги пееме за да се споредуваме, за да имитираме некого и за да покажуваме дека ние пееме подобро или полошо. Затоа ми беше посебно мило што реакциите по тој настап беа позитивни и енергијата која јас ја вложив, ја дадов во тој настап, беше навистина искрена и реакциите по тој настап беа навистина искрени. Затоа сум сигурен дека се што ќе пружиш и се што ќе дадеш ќе ти се врати, доколку е искрено. А и доколку не е искрено, ќе ти се врати. Затоа јас се трудам да бидам тоа што сум, да бидам тој што сум и не можам да избегам од тоа што сум. Затоа не правам за да ми се врати. Сакам да го споделам она што го носам во себе и да бидам секој ден подобар и како човек и како пеач. И се надевам дека еден ден публиката тоа ќе го почувствува и дека ќе ме поддржува во тоа што го правам. Публиката те поддржува во тоа што го правиш, те сака публиката, особено помалите девојчиња, обожавателки има, се разбира, така што успехот следи доправа, нели? Имавте интересни комбинации на облеката кои што ги носевте сите надпреварувачи, нели? Да. Кој одредуваше кој што ќе облече? Дали сами тоа вие си комбиниравте или имаше и човек одреден за тоа? Имаше задолжен човек за нашите комбинации, за нашата гардероба. Тоа беше модната креаторка Вања Пантин. Голем поздрав и до неа, доколку гледа. Јас ќе информирам дека треба да гледа, бидејќи контактот ни е останат. Да, таа се грижеше за изгледот на такмичарите. Така, имаше ли некој незадоволни, па можеше ли да се смени на некој ако нешто не му се допадне, или тоа беше одредено што мора да се облече за тој настап и готово? Вака, значи сепак и на Вања надреден и беше редителот на емисијата, господинот Пеџа, цар човек. Цар човек е еден позитивен лик кој пред секој настап можеше само да не напои со еден позитивен хумор и со позитивна енергија, да не опушти пред настапите. И тој го кроеше сценариото и се идеше според него. Бидејќи е најбитно да таа гардероба убаво се слика на камера, бидејќи камерата слика малку поинаку од она што изгледа во живо, затоа што се што во живо изгледа нормално, на камера изгледа премалце. Дали е тоа шминка, дали е тоа гардероба, дали е тоа фризура и така натака. Затоа треба кога се излегува пред камера да се биде малце поекстремен во живо, за на камера да бидеш нормален. Нормален, така. Да, но сепак се си има граница, треба да биде умерено. Така. Добро, ајде да ја проследиме и третата композиција, па потоа и низ да ја прокоментираме. Ајде. Во очи сега гледај ме, не сум губитник, ти знај, не се предавам до крај и нема раѓање без паѓање. Отвори душа, признај ми што сме сега јас и ти. Пола мое во тебе, а пола твое спиње во мене. Ајде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага,
ako zajedno sme. Jaz biram sreća, ti biraš taga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništo ne videli, daj se ga nasmeni se. Denot ne vodi, vonok je beli, v oči se ga glede me. Tamo ti ke najdeš se, ajde predaj se do kraj. Za novo rađanje so mene, otvori duša, priznaj mi što sme svega jas i ti. Pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde svega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je sve. Jedna istina, jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš taga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništo ne gideli, da svega nasmeni se. Denot ne vodi, vonok je beli. Crno i belo je sve, jedna istina, jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš taga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništo ne gideli, daj svega nasmevni se. Denot ne vodi, vonok i beli, crno i belo je sve. Crno и бело е се, песна на Калиопи, меѓутоа изведба на Давид Темилков и прекрасно тоа звучеше, публиката го оцени тоа. Меѓутоа, Давид, дали е тешко да се пее песна изведена од женски вокал, бидејќи ти си машки вокал, меѓутоа дали е тешко од женски вокал да се отпее песна? Па, дали е тешко? Не секојдневно, бидејќи публиката е наслушана на изведбата на женскиот пејач и може би треба да се случи некој чудо да публиката ја прифати твојата изведба како прифатлива. Но искрено ќе ти кажам, многу ми значеше поддршката на Калиопи пред да ја изведам таа песна, едноставно ми вроди чувство на олеснување на појачена самодоверба, да едноставно јас ја изведам композицијата како што јас чувствувам дека треба да ја отпеам, а Калиопи сними видео во кое ме поддржа и ми кажа да бидам тоа што сум, ми посака среќа пред настапот и како што би рекле во југословенските земји ми даде ветер у леѓа. Да. Одлично, прекрасен настап беше, прекрасна изведба и како што кажав, публиката тоа го оцени добро. Меѓутоа се случили, можно ти се имаше ли случајно во текот на сите настапи нешто непредвидено, на пример додека пееш или нешто да не штима така како што е предвидено? Па за малце ќе се случеше. Позади бината имаше една дупка која што не беше обележана и фала му на Господа што ете ми дал некој рефлекс да додека ми пропаѓаше ногата ја видам дупката и случајно скокнам со втората нога и ја прескокнам дупката. А тоа беше токму пред настапот на Црно и Бело, бидејќи владееше една еуфорија. Тогаш пробуваш да се изолираш од другите, ги ставаш и ние слушалките и си потонуваш во својот свет и не гледаш многу околу себе. И среќа избегнавме несреќа. Така. Пред настапот. Така. А иначе немаше некој да кажам, тоест имаше во настапот каде што ја пеев песната Једина,
престана да ми работи и мирот, да ми работат слушалките, ја слушав матрицата од надворешниот звук на звучниците и се слушав така. Си реков во себе, Боже, пеј ти место мене. Едно непријатно чувство, но ете, се случува. Морам да научам да се носам и со такви работи. Едноставно, не секогаш работите искачаат како што ние сме замислиле и зацртале, но ништо не е случајно. Така. Ајде и четвртата песна да ја слушнеме, па и ние за да ја прокоментираме. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to live. I scared myself to death. That's why I keep on running. Before I arrive, I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and alive ever after. I cannot get enough. Oh, I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and alive ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a living place. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Ова е настапот од полуфиналето на X Factor, каде што за жал нашиот Давид излезе. Давид, какво беше чувството? Дали очекуваше дека ќе излезеш баш тогаш? И што беше пресудно за излегувањето? Според тебе? Не знам. Не знам. Тоа е сепак гласот на публиката и на крајот искачи дека е тоа гласот на жирито, бидејќи публиката не се прашуваше. Бидејќи небитно.
Неважно дали сум очекувал или не, што треба да се случи, ќе се случи без разлика како ние сакаме да се случи. Нека работи едноставно Се не разочарани? зависат. Не. Постарите рекле, си изгубил тогаш кога си се откажал. А јас не се откажувам и јас дур сум жив ќе го правам ова, бидејќи барем на X фактор научив дека тоа е мојот живот, дека таму припаѓам и дека едноставно тоа е тоа кое што треба да го правам. Така. Ти важиш за еден од младите македонски пејачи, кој што е многу добро прифатен од јавноста и од публиката. Меѓутоа, кој беше мотивот што ја одбра токму оваа професија, значи да се занимаваш со пеење, особено оперското пеење, од областа нели на класичната музика, бидејќи еве да соопштиме дека пред X Factor некое време Да. се пееше и оперски арии. Да. Кој беше мотивот? Па мотивот и желбата се роди уште од мали нас. Цел живот сум растал со музика, моите родители, мојата најблиска фамилија, дедо, баба и така натака, секогаш биле обкружени со музика, секогаш било пуштено радиото и музиката била секогаш околу нас, а мојот талент го откри господинот маестро Александар Джамбазов и господинот Бобан Јосифовски, кој ми дадоа можност во 2004 година да настапам на детскиот фестивал Златно Славеќе. Огромен поздрав токму до нив и до фестивалот Златно Славеќе, бидејќи таму ги доживеав најубавите детски мигови поврзани со музиката, моменти кои ги памтам дур сум жив. Кој беше најкорисниот и најдобриот учител по твоето пеење? Најкорисниот учител. Во оваа прилика би сакал да ја поздравам мојата професорка по пеење, Валентина Димитриевска, која ги постави темелите на мојата техника на пеење. А потоа на академијата ме превзеде господинот професор Горан Начевски. Огромен поздрав и до него. Ете, би ги поздравил нив двајца. Мислам дека имаат огромен удел во сегашниот производ. Така. Колку навистина бара жртви и откажување оваа нималку лесна професија? Воедно нели не секојдневно, затоа што не може секој да пее. Вака, не би сакал да паметувам и да советувам уште од сега, бидејќи сум претежно нов, да кажам, во оваа работа, но до сега можам да приметам и да забележам дека навистина бара огромна дисциплина и огромна посветеност. Бидејќи мораш да бидеш одморен, мораш да бидеш секогаш свеж и насмеан, макар и да не ти е денот. Како и секоја професија се бара максимална посветеност и жртвување. Како што кажав и пред малку, имавме можност да те видиме и на оперските даски. Има ли шанси да те видиме и повторно таму? Зашто да не? Зашто да не? Јас еден ден сакам музиката од тие даски да ја префрлам и на сегашните даски, да ја воведам и пренесам класичната музика во склоп со поп музиката, да луѓето имаат еден поблизок контакт со операта и да пробаат да ја почувствуваат убавината која ја нуди токму таа музика. Би сакал ли еве да имаш и некоја соработка или некоја заедничка песна со некоја оперска звезда? Имам, нема да откријам,
бидејќи сакам прво таа желба да се реализира и да стане реалност, а потоа ќе дојдам и ќе ви соопштам. Да. Во ред, договорено. Договорено. Те држиме за збор, Давид. Јас ти благодарам за вечерашното гостување. Драго ми е што имавме можност да поразговараме и да се подсетиме наназад нели на твоите настапи на X Factor. Се надевам дека наскоро повторно ќе ни дојдеш во ова студио да ги слушнеме и твоите нови песни. Ти благодарам, Андријана, ви благодарам што ме одбравте токму мене да бидам гостин во вашата емисија. И јас се надевам дека нема да биде последен пат, дека во најскоро време јас ќе ве контактирам со најновите информации и ќе останеме во постојан контакт. Така, по враќањето од Хрватска те очекуваме повторно во МТМ, така што наскоро ќе се видиме повторно. Благодарам уште еднаш. Ние, почитувани гледачи, овде завршуваме. Тоа беше Давид Темелков. Имавте можност да се подсетите наназад на неговите настапи на X Factor и за сето она што во иднина ќе се случува од областа на музиката кај него. Ви благодарам за вечерашното гостување и имајте пријатна вечер.